Од 10 до 17 часот, кога е најтоплиот период од денот, да се избегнува напорна физичка активност, вклучувајќи и спорт и рекреативни активности, да се конзумира голема количина течност, да се внесува помало количество храна која содржи многу масноти и шеќер, да се носи светла и лесна облека, а при директна изложеност на сонце да се носат заштитни очила и капа и да се престојува во затворени климатизирани простории на температура од 23 до 25 степени. Ова се дел од препораките на Институтот за јавно здравје на Република Македонија за заштита при високи температури. Во препораките се посочува дека при престој на отворен простор треба да се прават почести одмори под сенка, да се избегнува престој во целосно затворени возила и директен престој на сонце, да се избегнуваат алкохолни пијалоци и пијалоци кои содржат кофеин, како и екстремно ладните пијалоци. Хронично болните, посебно тие со срцеви, невролошки и белодробни болести, како што се наведува, потребно е да бидат посебно дисциплинирани во однос на овие препораки и редовно да ја земаат својата редовна терапија. За сите промени во здравствената состојба задолжително да го консултираат својот матичен лекар. Се препорачува при чувство на зашеметаност, слабост, вознемиреност или имате интензивна жет и главоболка, да се конзумира вода или негазиран минерален пијалок, да се побара помош, да се оди на постудено место колку што е можно побрзо и да се измери својата телесна температура. При болен мускулен грч, најчесто во нозете, рацете и стомакот, потребно е да се оди на студено место и да се конзумира течност која содржи електролити. Лекарска помош е потребна ако топлотните грчеви траат подолго од 1 час. Пред употреба задолжително треба да се мијат свежиот зеленчук и овошје и да се прави термичка подготовка на храна и нејзина конзумација веднаш по подготовката. Ако тоа не се направи, така подготвената храна да се стави во фрижидер на 4 степени, а пред употребата да се загрее на 100 степени. Треба да се избегнуваат производи кои термички не се обработени, а особено да се внимава со конзумација на сладолед и разни кремови, се истакнува во препораките. Високите температури негативно влијаат на здравјето на луѓето, при што се влошува состојбата на тие кои страдаат од кардиоваскуларни болести, респираторни болести и ментални нарушувања. Може да се јават и акутни ефекти како резултат на изложеност на високи температури, како што се сончаница, топлотен удар, топлотни грчеви, функционални нарушувања на централниот нервен систем.